По продолжение, почитувани, разговорот со професорот на медицинскиот факултет и поранешен долгогодишен директор на Институтот за судска медицина во Скопје Алексеј Дума. Професоре, и покрај тоа што веројатно во големиот дел од вашата професионална кариера многу пати се соочувавте со смртта и тоа на дневна база, веројатно не можете да останете и вие имун кога еве сме соочени и исправени пред една ваква трагедија. Како вие ја примивте веста и како се соочувате, како се носите со ова? Ако прво сакам големо сочувство да изразам на семејството, на починатите и на повредените. Посебно е тажно и тешко кога ќе изгубиш нешто што си го гледал од мало. Си му се радувал на секоја насмевка, си тажил со него за секоја плач. Гледаш како ти расти, братце. Тоа е, мислам, најголемата болка што може човек да ја издржи. Да не ја издржи. Многу често. Ова е трагедија која што го погаѓа светот, а не граѓаните на Македонија. Рачунајте, ние останавме во кочани без младината. Изгубивме нешто што требаше да не води. И покрај што викате дека сум навикнал да живеам со смртта, не сум. Јас навикнав да ја компензирам. Оваа болка не можев да ја победам, за да можам да бидам рационален во размислувањето во секојдневното живење. Некако, можда и со старост и двајцата дома не погоди страшно и не столчи. После веста са вајле. Едноставно с ношни не можевме да спиеме. Не знам зашто. Кога станавме, кога ја слушнавме веста, верувајте, двајцата седиме на поедна фотелја и гледаме телевизија, често пати не знаеме што гледаме. Нешто страшно се случи. Може да се идентификуваме и треба да се идентификуваме со граѓаните и со болката на семејството. Дека преминеме на оној дел од вашата стручност и оно што сакам да ве прашам во однос на обдукцијата, идентификацијата на телата, бидејќи успеав да видам кај вас голема доза на емоции, во делот на уште малку да ве прашам како човек. Имате ли чувство дека зрееме како држава, но не успееме да созрееме никако, ни се повторуваат многу често вакви трагедии од кои не успеваме да извлечеме поука, а цената секогаш е поголема и жртвите што ги плаќаме, поскапо ги плаќаме, бидејќи ни се случи пожар во модуларна болница, ни се случи автобуска несреќа Ласкарци, се случи нова автобуска несреќа во Бугарија, еве сега се случува пожар во Шупа што требало да биде дискотека или што глумела дискотека и зошто ни се случува? Алчноста не победува. Алчност. Не рационалноста и вистинската желба за успех. Посебно алчноста на поединци. Знаете како парите секогаш го наоѓаат патот. Има една изрека, парата е саката му каде што бургијата не врти. За жал, парата дека ова што го спомнавте сето, покажува дека многу појак отколку моралните норми, отколку желбата за квалитетно живење. Некои луѓе не може да сватат дека нивното богатство ги затвара во собствените зандани, чувајќи се од сиромаштијата која што ги обкружува. Не можам јас да бидам богат ако мојот комшија е сиромашен. Не можете. Мора да се воспостави некоја социјална правда. А тоа може да се постигне само со луѓе кои што знаат да ценат квалитети, кои што ги раководат квалитетите, а не алчноста и желбата за да имам повеќе. Сепак една столица ви треба, еден кревет ви треба, еден телевизор ви треба. Другото сето, каква услуга, каква намена има. Од друга страна, не знам дали се сеќавате, например, на кријање. Парата е многу лош газда. И незаработената посебна пара секогаш го победува собственикот. Тој мисли дека е собственик, не е собственик на таа пара.
али го победува. Секогаш го победува. Добро, долги години бевте прв човек на Институтот за судска медицина и со тие младешки идеали кога влеговте во една од најблагородните професии медицината, верувавте ли дека ќе се пензионирате или еве ќе дочекате пензија во ваква држава или во вакво општество, во ситуација кога корупцијата убива вака немилосрдно како што убива, или верувавте дека ќе успееме низ овие 3 кусур децении да направиме едно цивилизирано општество, ако не рамо до рамо со европските модерни демократи, барем малку по достоинствено место за живот? Верував и затоа се борев. Тоа ми беше целта кога ја формиравме комората со тимот целиот. Сега не е време да спомнувам повеќе за тоа. Да создадеме граѓански норми на живење. Верувам уште. Верувам дека имаме потенцијали и дека треба да ги искористиме. Се случуваат работи кои што можда се и потребни за да сватиме дека не е тоа што го бараме. Луѓето кои што се паметни, луѓето кои што знаат да размислуваат, не влегуваат во неоправдани ризици. Тие 3 пати ќе размислат пред да донесат една одлука. И тука е губењето на чекорот, бидејќи лузерите влегуваат во ризик заради тоа што нема што да изгубат. Сваќате? И точно тоа е навидум предноста на луѓето кои што сакаат брзо да се збогатат. Веројатно како возрастни граѓани, како општествени чинители, како луѓе кои одат, излегуваат на избори, гласаат, бираат, како луѓе кои имаат јавни професии, благородни професии, како професор на судска медицина кој образувал генерации кадри, треба ли секој од нас да чувствува и лична морална одговорност, бидејќи сме дозволиле или сме придонеле на некој начин да создадеме еден ваков корумпиран систем и да не се избориме за да не им го оставиме тоа како аманет на актуелните и следните генерации? Апсолутно. Треба да се обидеме сами да си ги носиме одлуките за кои што понатаму ќе сносиме одговорност, а не да дозволиме некој друг да ни кажува или да ни сугерира како треба да размислуваме. Од тој момент нешто ја губиме битката, некои самите се губиме. Самите се губиме во сопственото незнаење и неспособност. Ајде за она што е ваша професионалност и за она што веројатно сте најповикан да објасните. Пожар, 60 на жртви, можеби бројот ќе биде поголем со оглед на тоа што има и голем број повредени. Професоре, кога се случува смрт поради пожар, која е најчестата причина? Дали е тоа причина од задушување со јаглерод моноксид, горење или вдишување жежок чад? Како тоа се случува? Тоа треба обдукцијата да одговори. Кај пожарите се неколку возможни причини за смрт. Прво е вдишувањето на газ, јагленороден моноксид или некој друг газ кој што евентуално се произведува со согорувањето на материјалите. Зависи дали е дрво, дали е јаглен, дали е пластика, бои, лакови, разредувачи и така натаму. Понатаму е вдишувањето на жежок газ, често пати и пламен. Во тој случај горните дишни патишта, опекотини се создаваат на дишната цевка, па дури и на белите дробови. И тоа се брзи причини за смрт, бидејќи настанува престанок на дишењето, нарочно ако влегува во долните дишни патишта. Понатаму, во затворени простори многу чести се стампеда, тоа е паника. Паниката го зголемува стравот, затоа се случува паниката. Стравот за сочувување на сопствениот живот, стравот е смртта. И тогаш има едно чувство на огромна уплашеност и страв. Страв за загрозување на животот. И обично се реакциите нерационални, непрецизни и многу брзи, неспретни.
се губи интересот за околината, за тој до тебе, за едноставно е паниката и стравот толку голем да стануваш многу себичен во нерационалните постапувања, барајќи го спасот. И тоа се вика стампеда. Само обдукцијата може да одговори што се случило. Дали се вдишал пламен, дали се предизвикани многу големи опекотини кои што би го пореметиле здравието. Тука во главном кај раните фази на умирањето е шоковата состојба, која што е многу голема. Кај помалите опекотини, изгореници, е возможно да се предизвика второ, трет степен изгореници на 10 на 15% од површината на кожата, што е страшно тешка повреда. И настануваат елементи за дехидратација, бидејќи горните слоеви што штитат кожата од испарување се уништени и огромна склоност кон инфекции. Раните настанати од опекотини тешко зараснуваат и се одлична подлога на секундарни инфекции, бактериски инфекции во рце. Ова се однесува на луѓето кои се веројатно повредени, кои се живи... термички повреди што имаат. Меѓутоа, кои го преживеале пожар? Кои го преживеале, апсолутно. Какви се опасностите по нив, веројатно, зборувате се? Да. Само термички повреди од помал степен. И тоа треба сето да го одговори обдукцијата. Обдукцијата понатаму е единствен материјален, јак, не единствен, али многу цврст материјален доказ за потребите на правните институции, за судовите. Ајде вака, требаше да се заврши прво процесот на идентификација за да почне процесот на обдукција или паралелно се вршат двата процеси. Прашувам со оглед на тоа што дел од семејствата на загинатите прво одбиваа да ги дадат телата, да дозволат телата од Кочанската болница да бидат префрлени на Институтот за судска медицина во Скопје да се изврши обдукција, иако станува збор за законска обврска. Можно ли е да се направи исклучок и во одредени ситуации да биде доволно само идентификација, да не мора да се прави обдукција? Видете, судско-медицинската обдукција се работи исклучиво во барање на овластени судски институции. Во овој момент во нашата држава тоа се обвинителите. Тие одлучуваат дали е потребно да се изведе и тој материјален доказ. Мислењето на семејството, за жал, во оваа ситуација е небитно. Но паметен обвинител, ја гледам денес малце нешто на телевизија, ќе пристапи до семејството убедувајќи ги во исправноста. Нивната желба не е одлучувачка во носењето на одлуката, но е добро социјален, хуман аспект, да бидат убедени во корисноста и за нив понатаму во судската постапка. Бидејќи тоа е единствен материјален доказ кој што тешко може во тек на судската постапка разни вешти обвинители и други правни лавиринти да ја оспоруваат, да ја успоруваат, да ја дезавуираат, да ја тргаат на странпутица да оди целата постапка, да се успорува постапката со непотребни провокативни прашања, испитувања и така натаму. Тоа е многу цврст материјален доказ кој што многу тешко може да биде оворен. Добро, кога станува збор за идентификација при пожар на тела, веројатно многу комплексна и тешка задача е, со оглед на тоа што дел од телата може да бидат и целосно јагленисани или непрепознатливи. Колку е тежок процесот на идентификација, а колку процесот на обдукција и кој е всушност посложен процес во овие два? Идентификацијата е наука, посебна постапка која што е теоретски и научно одлично опишана, обработена и од медицински аспект и од судско-медицински и полициски. Идентификационите постапки, идентификационата постапка е поделена во неколку групи. Првата група се, иначе, самата постапка е судско-медицинско-полициска постапка. Заедно се работи во тим меѓу кримтехника и судска медицина. Првиот дел, првата постапка е препознавањето. Втората постапка е идентификација по документи. Но то сето не може да биде многу сигурно. Не може да биде, бидејќи препознавање на... Сега да не влегувам во целата постапка деталите како се работат, но има елементи на субјективност. Значи може жртвата да носи тук документ.
После умирањето, нарочно кај термичките повреди, физиономијата е променета. Ја нема мимиката. Кај секој уморен човек. Нема гримасата. Физиономијата не е баш таја која што имаме ние кога се мимичните мускули активни и целата физиономија добива друга димензија заради тоа што мимиката е активна. И секогаш работат тие мускули, одразувајќи одредена состојба психичка, душевна и така, физичка и така натаму. Кој метод се примена тоа? И заради тоа, после таа постапка, почнуваат медицинските постапки. Се медицинските постапки, антрополошки и така натаму, во ова време веќе одиме на ДНК анализа. ДНК постапката е многу, ДНК како наука, испитувањето на дезохидрибонуклеинската киселина е веќе многу напред отидено. Многу напред и нуди големи возможности во однос на анализа на детали. Така да со анализирање на ДНК материјалот, идентификацијата е со 4 деветки, 99,99 и натаму, значи 100%. А ДНК материјал денес е многу лесно да најдеме оставен за себе на разни начини. Чешел, четка за заби, марамче, кошула. Дури кога станува збор за целосно изгорени тела? Останати, жртвата го оставила за себе во претходниот живот. Свеката. Толку е моќна веќе самата аналитика да не е проблем да се пронајди ДНК. Пример, ние во Мостар, кога работевме ДНК анализите, имавме карбонифицирани тела. Ние работевме со колегите од Загреб. Тоа беше во тој момент, најверојатно сега, една од најјаките институции на овие простори. И бевме многу уплашени, тогаш Приморец дојде, министер за образование или што беше, тој е судски доктор. Бевме многу уплашени дека нема да добиеме од карбонифицираниот материјал ДНК. Стана збор за пожар во Мостар? Авионот кога падна. Аха, за представата од лекарски зборови. Добивме искористлива ДНК од тој материјал. И тој материјал го искористивме понатаму за да го компарираме со претходно оставени ДНК траги на одредени предмети кои што се користат. Ние користевме тогаш биолошки материјал од роднините на покојните. И тоа се заврши многу брзо. Така да ДНК е крајна и непобитлива. Тоа е материјален доказ. И како што велите, може да се земе материјал и од карбонисани, односно јагленисани тела. Да, тоа сега да ви кажам колку е моќна веќе. Така. Дека до тој период теоријата даваше дилеми, поставуваше дали е возможно, па колку е возможно, па еве е карбонифицирано, па тоа е се претворено во јаглен, па ние немаме, нали, добивме материјал, заради тоа што таму не се беланчевини во ДНК. Добро, што е со процесот на обдукција? Идентификацијата може да започне уште во болницата или во полициска станица или на местото на несреќата каде што се гледаат телата. Процесот на обдукција се врши во Институтот за судска медицина. Вие оставивте таму добар тим на млади обдуценти и судски вештаци кои си ја знаат работата. Абсолютно. Колку време ќе им треба сега на лекарите по судска медицина да го сработат тоа? Тимот на decision makерите, тимот кој што го води институтот, е искусен. Заедно имаме работено многу слични постапки. Они беа секогаш носечки дел од тимовите кои што ги формирав. И очекувам, дури убеден сум дека сето тоа ќе го завршат најефикасно и најбрзо што може. Во овие случаи, без 1,5 час, во најдобар случај, е невозможно по тело 1,5 час, бидејќи тука има и транспорт на лешевите, и нивно сместување, припремање, па понатаму средување на телото на лешев, не можете и вие така да го предадете. Нели? Па нивно депонирање, па транспорт, ќе трае. И тие луѓе ги чека огромна и многу тешка работа. Ја мислам дека тоа ќе трае со денови. Добро, и на крај обдукцијата ќе ја утврди вистинската причина за смрт. Обдукцијата ќе утврди, мора да даде да одговори на сите прашања кои што ќе ги постави јавниот обвинител. Значи он дава наредба за да се изврши обдукција на телото и поставува начелни прашања на кои што мора да се одговори. Кои се тие прашања најчесто?
Најчесто е да се потврди идентитетот, причината за смртта, механизмите на смртта, времето на умирањето. То се работи кои што мора да се одговори. И сега во текот на работењето може да излезат дополнителни прашања. Заради тоа во текот на работењето судскиот доктор комуницира со наредбодавачот. Обично, бидејќи е тоа рана фаза на истрагата, често пати предистражна постапка, возможна е усмена комуникација заради брзината на работењето, а таа усмена комуникација, значи диалог, консултации, разговор, сугерирање на обвинителот каде може да продолжи уште, понатаму се покрива со писмен документ, накнадно. Заради тоа што мораш да имаш писмен документ на крај, зашто то си го работел и на какви резултати си добил. Мора да се одговори на прашањето преги што зборувавме. Првен причината за смрт. Дали е вдишување на ладен газ? Дали тоа вдишување е дали тој гар што ќе го најдеш на влезот, на дишните патишта, е пасивно влез. Значи мораш да видиш докаде би стигнал, и тој се прати низ дишните патишта, докаде е стигнат. Тоа се црни наслаги на слузницата, сега не е убаво тоа да се зборува. Понатаму, дали е жежок, дали е врел, дали е пламен, тоа што вдиша. Или посмортално се слејани некакви честички црни, гар некој на телото. Понатаму, дали имало стампеда. Повредите од стампеда се релативно специфични и секој професионалец ги разликува, уште повеќе што ја има приказката за околностите на настанот. Како се случил настанот, што е тоа што се случило. На тие одговори мора да се одговори и тие одговори понатаму, сумирајќи ги во една приказка, во една целина, даваат многу прецизни одговори за текот на самиот настан. Каде бил пламенот? Од каде почнал? Заради тоа што би требало, тие што ги подигаат телата, да го фиксираат секое тело во просторот од каде е подигнато. Дали е на предниот дел, пред бината, назад, на вратата. И се црна една шема, се црта. Број 2 е дигнат тука, број 3 тука, број 8 тука е подигнат. Врз основа на тие компарации може да се направи слика што во тој критичен момент најверојатно се случувало. Како по тоа обвинителството ќе ги искористи наудите на обдукцијата во однос на натамошната истрага и подигнувањето на евентуално обвинение против осумничен? Првен, колкав бил во времето на умирањето. Дали било офатена сета просторија? Дали стампедото било пред да биде опожарена целата просторија? Може би во некои делови од каде што тие трчеле немало пламен, него наједноставно покојниот бил оборен на земја. И тоа се многу битни докази, не единствени, но битни докази за целата приказка. Голема коцкичка, голем пазл од целата таа слика. За тоа, за динамиката на настанот. Понатаму е сигурен доказ од што они умреле. Мене ми се има случајно на судење кај Собрекајка, што немало се обдукција, да праша обвинителот дали јас имам вика сознание дека возачот, дека пешакот или возачот, не се сеќам се, пред да настане Собрекајката добил инфаркт и умрел. Нема доказ. Нема доказ дека не е така. Нели има законска врска при секоја насилна смрт да се заврши? Апсолутно. Едно време се избегнува, не знам зашто. И не ќе тоа да го коментирам, али сега гледам обвинителот се однесува многу професионално. Значи тоа е законска обврска, меѓутоа на прашање на обвинителот е да не го почитува законот или да го почитува. Па тој се сноси одговорност. Тој се сноси. Се случувало на судење да ме повикувале. Судење таму каде што немало обдукција да дадеме предпоставка. И викаме, на ова прашање сега ќе го прашате судијата што е повлекол наредбата. Нема му било ова прашање јасно, затоа не издал наредба за обдукција.
И тоа цел свет е нормално. Судијата или обвинителот? Обвинителот бара обдукција. Во времето кога Судијата може да ја отпорка таа одлука? Не, истражните суди кога издаваа наредби. Сега во овој момент би рекол прашајте го обвинител. И затоа он многу логично си ги користи инструментите кои што му се дадени. Со закон му се дадени да ги користи. Нормално да ги искористи. Он мора да ги употреби. Нарочно во оваква ситуација, во оваква огромна, страшна трагедија. Невидени размери. Да, една од најголемите во светот. Катастрофа. Зборувам за пожари во ноќни клубови. Да. Односно кабариња. Да. Би било срамота. Да. Добро, професоре, спомнавте авионската несреќа во Мостар. Во вашата кариера сте имале други ситуации на вака помасовно труење при пожар и обдукции? Сте имали искуство со такво нешто? Бевме ние сведоци и тоа скоро на 2021 година септември кога изгоре модуларната болница во Тетово. Во пензија бев тогаш. Бевте во пензија, меѓутоа тогаш стануваше збор за пациенти кои беа поголемиот дел од нив и врзани за кревет и во неможност да избегаат. Тогаш повеќето изгореа живи или се угушија, немаше стампедо. Имаме ли како држава искуство друго со вакви пожари масовни? Не, вакви масовни не. Не. А нешто од околината што ви оставило впечаток или на кој може да се присетите како ова што го спомнавте во Мостар авионската несреќа во која загина и председателот Реговски? Не можам да се сетам. Се случувале по светот тоа што гледам од телевизија. И тоа од литературата што го пишам, нали, тоа не е искуство кое што сум го стекнал. Да, е нешто што и мене ми паѓа на уме, оној пожар во дискотеката, ако не се лажам, Колектив, се викаше во Букурешт и тоа се случи во Европска Романија, земја членка на Европската унија, и тоа неколку години беше во 2015-та есента. Изгоре се случи пожар во дискотека во главниот град на Романија во Букурешт, и тоа во центарот, при што дел од луѓето, младите луѓе загинаа таму на лице место, а дел и тоа е веројатно онолку колку што изгореа, потоа загинаа како резултат на болничка инфекција, бидејќи не биле третирани како што треба. И тука се расплете едно големо клопче на корупција, како што велам, ќе се повторам, во романска Бугарија, бидејќи се дозволувало да се увезуваат во болниците материјали недоволни и нестручни за дезинфекција, со помал процент на раствор на алкохол за дезинфекција, и поради тоа им се случи таму онаа болничка бактерија мрса, па поголемиот дел од повредените загинаа поради тоа, и поради тоа на крајот таму мислам дека и падна владата. Не се сеќавам на тоа. Рековте дека многу се сериозни повредите при опекотини и дека тука треба да се внимава сега на луѓето кои се хоспитализирани. И апсолутна асепса во просториите каде што се хоспитализирани. Јас верувам во нашите колеги, во моите колеги, ствари, видов и не знам кој пат нивното жртвување и желбата да помогнат. Како сите се јавија на должност, дури колеги кои што не се на работа од други градови. И сето тоа е дел од тоа што ми дава надеж дека ќе биде подобро. Значи здравствениот систем одговори на предизвикот овој пат. Јас сум одушевен од нивното постапување. Зошто дел од повредените ги испративме во болници во странство? Така како што опиша министерот, може да е окей, они се сигурно подобро премени од нас. Опекотините се посебен дел на изучување на војната медицина, бидејќи во случај војната медицина околу, не фаќате за збор, 70-80% од ранетите се опекотини. И тоа е посебен дел на војно-медицинската доктрина. Нашите доктори имаат искуство со поединечни опекотини и тие ги има секогаш. Пожар во куќа, изгорени така, ги имаме и ние на институтот, и тоа ништо посебно не се разликува освен по бројност. Опекотина, пожар, дали и на 1 или на 100, истите знаци ги има, истите симптоми, истите работи се бараат, истата постапка. Овде е, и то сигурно знам дека го знаат, заради тоа што посебно во градска хирургија, Светина Охридски сега се вика, дури едно време се правеше и центар за опекотини, и таму имаше колеги кои што беа многу вешти со работата со опекотините.
Опекотините, изгореното ткиво е многу склоно на брзо развивање на инфекции. Многу склоно. И треба да биде заштитен со, ако нешто друго, со посебен шатор. Тој го штити од околината. Шаторот е микросредина, посебно регулирано со однос на кислород и така натаму. Влажност одредена, кој што е потребно да има. И то најверојатно, како што слушнав министерот рече дека не им треба опрема и лекови, дека имаат опрема и лекови. И сега е брзината и страјноста на колегите. Знаете како, они не може да работат 3 дена непрекинато. Мора да се одморат. Заради тоа што има теорија, ние во комората ја анализиравме, способноста на држењето на концентрацијата на еден колега, колку време он може да остане концентриран, максимално концентриран на работата која што работи. Хирург, например. И првите 6 сати се најмногу, па после 8-9 сати паѓа концентрацијата и жестоко е препорачено да се направи пауза. Овие луѓе се истренирани по нон-стоп да дежураат. Бидат стално на клиника со пациентите, но повеќе од 48 сати не може да издржат. Работејќи мора да се одморат, мора да легнат да спијат. И тука ќе биде следниот проблем што ќе треба министерот да го прави, да има возможност за ротации, да доаѓаат свежи колеги со иста моќ кој што ќе може да продолжат. Да се надеваме дека ќе продолжат вака пожртвувано како што настапи лекарите и останалиот медицински персонал и ќе ги спасат сите по време. Апсолутно добро е што доаѓаат колеги од странство, искусни со опекотини. Знаете, того сега помошта што ја нудат околните земји. Ово што го понуди од Израел, мислам, беше. Зборува нешто друго. Дека кај народот не постои омраза. Дека љубовта, човечноста, желбата за помош е појака. Некој друг ги расипува работи. Професор, ви благодарам многу за гостувањето во Тинската. Благодарам јас.